Општините во Хрватска, специфично оние во крайбрежниот појас на Јадранското море, се соочуваат со низа проблеми кога е во прашање подготовката и реализацијата на инфраструктурните проекти. Пред се во решавање на имотно-правните работи, добивање на градежни одобренија, но и при подготовка на адекватни студии кои би одговарале на актуелната состојба и би биле во склад со стандардите на Европската унија. Јавното комунално предпријатие Поникве од островот Крк добило зелено светло од Националното тело за управување со води за аплицирање за средства од над 70 милиони евра. Во нивната брзоплетост прво извршиле проектирање на водоводната и канализационата мрежа и избрале изведувач на студијата кој не ги задоволува критериумите. Dobili građevinske dozvole koje su vrijedile 2 odnosno 4 godine, a nismo imali studiju koja je odgovarajuća, odnosno koja je potvrđena. I sad su ti projekti krenuli naravno u reviziju, pa su već i mijenjani, nešto smo još dograđivali, odnosno nešto smo još projektirali i onda smo to sve ubacivali u crvenu knjigu. Znači, jedno ne prati drugo. Projektiranje i studija nisu išle usporedno, a sve zato što još nije odobrena. Друга проблематика се финансиите, поточно самоодржливоста на проектот и висината на средствата за кофинансирање. Општините најчесто ги подготвуваат проектите, но тие иако се основачи и сопственици на јавните предпријатија, не располагаат со доволни средства за практична реализација. Strukture u našem komunalnom poduzeću, a vjerujem i u drugim poduzećima i u gradovima i općinama ne poznaju pravila Jaspersa i izračuna financijskog jaza, odnosno obveze koja proizlazi iz studije koja pokazuje koliko mora financirati poduzeće, koliko mora financirati grad ili općina, a koja je obveza ostalih partnera u projektu. Националниот тренер од проектот Локални лидери во Југоисточна Европа смета дека за добрите проекти секогаш може да се најдат пари, но вистинските проблеми следуваат веднаш потоа, од типот како да се управува со нив за да се постигнат добри резултати, за да се стигне до вистинската цел. Kako stvarno otvoriti razvojne mogućnosti, poboljšati život ljudi i druga stvar, kako te projekte učiniti održivima. Nakon što su oni realizirani, nema besplatnog ručka, sva sredstva koja se dobiju na ovaj ili onaj način treba opravdati, a dobar dio njih i vratiti. Како и од каде да се вратат се прашања поврзани со целината на проектниот циклус. Затоа и беше потребно да се реализираат низа тренизи на кои пред одговорните лица во локалните самоуправи и јавните предпријатија им се презентираат одговорите. Проектот влегува во својата финална фаза на имплементација. Тоа конкретно значи дека во овие 2 недели дистрибуираме вкупно 11 обуки во 4 земји. Конкретно 2 во Хрватска, 4 во Босна, 4 во Србија и 1 во Македонија. Паралелно со оваа обука во Осијек се одржува тренинг наменет за општините од континенталниот дел на Хрватска. Од Националната конференција за општините во приморскиот дел на Република Хрватска, од Риека за Ирис телевизија, Трајан Ристовски.